Во студиото на Здрава Македонија, по 9 часот, се дружиме со Орхан Муртезани, министер за европски прашања, Миријам Бросова, психолог и тренер за личен развој, и Наташа Поповиќ, професор по пијано во Средното музичко училиште Илија Николовски Луј во Скопје. Останете со нас до 11 часот. Еве назад, јас и Роберт, како што најавивме уште рано наутро, продолжуваме во овој дел заедно со нашите гости. Ке почнем веднаш со представување на истите, иако пред малку на самиот форшпан свативте и видовте за кого станува збор. Веднаш до мене, од мојата десна страна, е Миријам Бросова, која што е многу нешта, можам да кажам, во однос на незината работа, но се договоривме во најавата да одиме како психолог и тренер за личен развој, а низ муабетот ќе откриеме што се друго Мири прави последниве години. Добро утро, добре ни дојдовте. Здраво, Милена, здраво на сите, фала ви и на поканата. Секако, имаме многу интересни теми, се надевам дека ќе помогнеме на многу луѓе кои што имаат одредени, ќе кажам, состојби. Да не речам проблеми, болести, така натаму, состојби, ќе видат нашите гледачи за што станува збор. Веднаш до вас е господинот Орхан Муртезани, министер за европски прашања. Министре, добро утро, добре ни дојдовте. Ите по долго договарање за ваше присуство тука. Конечно ве имаме во студиото, но тоа беше затоа што имавте постојано патувања, па за тие патувања ќе поразговараме и во емисијата. Така, благодарам за поканата и голем поздрав до сите ваши гледачи. Така. И веднаш до вас Наташа Поповиќ, која што е пијанистка и професор по пијано, иако последниот пат ми се чини, ако не се лажам, се видовме кога бевте директорка на Охридско лето, но денеска ни доаѓате како на што сте повеќе од 27 години, а тоа е вашата прва љубов пијаното и во улога на професорка. Така е, добро утро или здраво Македонијо. Баш ви е добар слоганот на утринскава емисија. Народски. Народски, така. Многу ми е мило и чест. Ви благодарам што ме поканивте во оваа утринска емисија. Секогаш сте инспирација, морам да признам. Ранобудни, станати и со неисцрпени теми секое утро, што на вистина повторувам, на вистина сте инспирација и ви благодарам уште еднаш што ме поканивте да бидам гостин во вашата утринска емисија. Било се разбира. Благодариме за убавите зборови, за тоа дека имаме неисцрпни теми, а Роберт секогаш има неисцрпни шеги. Посебно пред да почнеме со гостите, мораме Роберт некогаш да се насмееме, да ги опуштиме. Не е лошо секогаш да се смееме. Вестите кои што се изминатиот период не се баш многу за смење, знаеме се тоа што не снајде, но нели како велат некој животот продолжува, се сеќаваме на некои што веќе не се меѓу нас, но се разбира понатаму отвораме теми кои што се актуелни, посебно според гостите кои што ги викаме, кои што се тука за нас. Едно време Европската унија беше меѓу главните теми во Република Македонија во одреден период. По трагедијата во Кочани, она што ги го спомнавме, подзаборавивме на сето тоа, па сега повторно некако го поставуваме прашањето до каде сме. Што е ново што се случува? Разговараме, преговараме. Секако дека беше и ќе остане главна тема, бидејќи таа е стратешка определба на нашата држава, кон која што се стремиме и интензивно работиме за остварување. За жал, трагедијата во Кочани создаде одреден дефокус, меѓутоа дефокусот само во однос на јавноста. Ние на 18-ти, како што знаете, ја добивме првата транша од предфинансирањето од планот за раст и бидејќи беа денови на жалост, информацијата ја чувавме додека не помина тие денови. Со тоа што бевме први во регионот, значи дека работиме со непречено темпо и со голема посветеност. Евроинтеграцијата не е само работа, односно чекорите таму не се само штиклирање на коцки, меѓутоа тоа е многу голем, пообемен, посложен процес кој што треба да се тера не само на дневна основа, туку и со голем ентузијазам. За жал, со оглед, споредувајќи со другите земји членки од регионот, особено со Црна Гора и Албанија, во нашата држава ентузијазмот не е на толку високо ниво, бидејќи се соочуваме со според нас неправедна блокада, меѓутоа колку што ние сега работиме повеќе, убеден сум дека толку ќе не биде полесно откако ќе најдеме решение за формално отпочнување на преговорите. Така да све што е планирано се остварува, секако со големи предизвици, меѓутоа со непречено темпо. Добро.
Добро, имам уште прашања поврзани со она што вие го правите, како што кажав, бидејќи изминатиот период имавте и многу состаноци, па ќе кажеме што се случуваше нистите. Најпрво би сакала, Наташа, вас да ве прашам како се чувствувате сега кога повторно сте, да кажам, професорка, бидејќи 6 години бевте надвор од професорското столче, како директорка на Охридско лето. Ви недостасуваше ли таа комуникација со учениците, бидејќи со пијаното не верувам дека сте немале комуникација, нели, 6 години, но ете, сега како професор во Илија Николовски Луј. Секогаш ми недостасува учениците, средношколците, бидејќи тие се моја инспирација, да кажам, најголема во животот. Јас ги учам, но учам и од нив. Секој професор е среќен и успешен кога својот ученик ќе го надмине во знаењето. Да, ми недостасуваше многу, но кажувам и повторно да се родам, би била во светот на музиката, на уметноста, на класичната музика. Така што тоа недостасување беше некако и поврзано, бидејќи многу од тие ученици и настапија на фестивалот на Охридско лето во рамките на концертите што ги организира Музичка младина или и во самите оркестри, и поврзаноста остана тие 6 години, но тој мој втор дом Илија Николовски Луј ми фалеше и сега кога сум веќе вратена таму, е голема среќа, повторно дружба и работа со моите колеги, професори и со учениците на прво место. Так. Пред малку пред да започнеме официјално поразговаравме за тоа колку нели се променуваат генерациите и нормално како вие сте биле, ние, па сегашните деца. Забележувате ли вие можеби некаква разлика во учениците, да речеме, не знам, пред 15 години и сега? Потоа истото прашање го одговориме и со Мери, бидејќи таа малку се занимава и со тие релации, семени констелации и така натаму, така што имаме ли некаква разлика? Како не, голема разлика има. Не 15 години, во последните 6, 7, 8, да кажам, вештачката интелигенција, artificial intelligence, која што сега е најактуелна и најприсутна во човештвото. Па и кај музиката многу ја променува. Јас сум среќна што со вештачка интелигенција пијано не може да се свири било кој инструмент. Се надевам дека нема да се измисли некој робот што ќе го прави тоа. Но истовремено морам да го следам тој свет лично за себе си, бидејќи сум и мајка на 2 керки кои што гледам дека навистина се многу навлезени во сето тоа, чисто пати не ги ни разбирам и да, се промене тој кај учениците многу во таа насока, не само за вештачката интелигенција, но пропратно и многу промени во цел свет што настана. Факт е дека младината нема мирно живење, мирно детство, како порано што имавме ние. Еве, неодамна се случи огромна трагедија каде што животот го загубија многу млади деца во Кочани и верувам дека тоа до животно на сите нас ќе ни остане голема болка и трага во сеќавањата, но верувам дека и не само за младите, туку и за нас, родителите или повозрасните, една тема на размислување, докаде и како ќе го насочиме овој живот понатака. Да, вештачка интелигенција помага многу, но дали е тоа правиот начин да една младина или ете учениците кои што ги учам јас и кои што ќе ги учам понатаму ќе се развиваат и ќе го живеат животот безгрижно или нормално како што сме го живеели ние кога сме биле млади. Навистина размислувам на таа тема секојдневно, бидејќи работам со млади. Да, со млади луѓе. И сум обседната. Гледате што се случува. Точно. Мери, еве, споменавме трагедијата во Кочани. Вие постојано исто така имате контакт со многу луѓе. Како човек да се навикне на такво нешто? И вие имате дете, иако нели е помала, 7 години има Марта, се уште не дошол тој период кога ќе почне нели да излегува и така натаму, каде што стравовите кај родителите се повеќе ќе растат. Како родителите да се справат со вакви ситуации? И едноставно дека
сега доаѓа време каде што секе е променливо. Значи нема да е исто како претходно. И колку ние го сватиме тоа и го перцепираме дека да ќе имаме ние и опасности и безбедни средини, но и колку и да сакаме да се обезбедиме, не е когаш постојат непредвидливи ситуации кои што влијаат низ на човекот. Кога гледаме дека се случуваат некакви такви општествени стресови, најбитно пред се да се прифати и болката, бидејќи болката на родителите, на блиските влијае и на целиот наш народ и колку сме ние ајде да кажеме, поспокојни, толку им помагаме на пример, нив. Колку ние повеќе изборуваме за, на пример, тоа, толку некако даваме соочувство. Кога имаме ние, на пример, некакви панични напади, да не ни се случи на нашето дете, секогаш имаме на пример дека не е тоа често. Значи дека е како исклучок. Дека сме се уште ние безбедни. Нели, како општество и секогаш да се практикуваат дишења и наутро навечер. Јас ги, на пример, давам и кога им е се окей. Значи, правете ги, значи да се прават тие вежби. Дали спорт, медитации, дишења, групни практики, за да кога ќе се деси ова, веќе имаш инструмент што дава правиш и, например, како да поддржиш некој близок. Јас тогаш имав групи каде што ние работевме и групно на онлайн тренинзите и плюс на Инстаграмот давав општи практики кои што можеа да ги прават и нели сите оние кои што им беше потребна некаква поддршка. Така, мислам дека од тој аспект, не знам дали ќе се согласите сите, кога станува збор за вакви работи, без разлика дали станува збор за нешто индивидуално или за жал ваква колективна една траума, дека луѓето малку се поотворени за разговор. Ако порано некој имал некаков здравствен проблем, ќе оти да не дознаат комшиите, па ќе ги кријат децата, ако имаат одеден проблем. Сега мислам дека малку поотворено се зборува. Во тој поглед сме малку понапредни, нели да се тргнат тие бариери, срам од нешто што е различно кај нас, а во другото семејство го нема. Министре, вие најчесто добивате, не само вие, туку и другите кои што се на одредена функција кај нас, добиваат прашања поврзани со ресорното министерство или нели директорско место, но народот сака да слушне како размислувате на вакви теми, едни човечки теми, бидејќи на крајот на денот сте сепак човек. Што мислите вие за ова? Мислам дека зависи како го дефинираме срамот, бидејќи особено ние кои што сме израснале во една драстично различна средина, во многу ситуации срамот знаеле и да не заштити. Добро. Затоа, ако срамот е нешто што го заштитува семејството, личноста, тоа треба и да се претвори во одредена вредност во општеството. Меѓутоа, во никој случај не треба да стане барикада, односно да не блокира од комуникација со тие што се различни, што се разликуваат од нас по боја на кожа, по етничка, верска припадност и така натаму. Сите, апсолутно, по сите основи. Така да различноста треба да ја гледаме како нешто што го збогатува и нашето искуство и нашиот живот. Колку што сме поотворено како општество, колку полесно го прифаќаме другиот без да навлеземе да го коментираме или да се осврнеме на разликите, мислам дека создаваме поздрава средина. Јас памтам кога сум бил јас мал и сум учел во училишта со различни етнички групи и така натаму и тоа
например, зошто децата во игрите кога играат не делат етничка припадност. Особено во предшколските возрасти. Да. Сите мои пријатели кои што имаат деца и во лето кога одат на одмор, викаат не се разбираат помеѓу себе децата 3, 4, 5 години, меѓутоа си влагат во нивната хармонија. Поентата ми е тие некои предиспозиции како човечки суштества што ни ги дал Господ, мора ние понатака во животот да ги претвориме во вистински вредности кои што треба да не водат, а не да не разделат и да не условно кажано барикадираат другите луѓе околу нас. Така. Па добро, на крајот на денот сите сваќаме дека можеби политиката е таа кој што ги дели луѓето, бидејќи кога ќе се случи некоја лоша работа, сите ние добивме помош од многу. Не политиката, интересите. Или интересите, или мокта, ајде мокта ќе кажам, бидејќи ние добивме помош, па и ние сме давале помош и на многу земји без разлика, нели, на кој јазик се зборува, која вероисповед ја има, на крај луѓето навистина сакаат да бидат солидарни, како луѓе зборам, како граѓани на одредена држава, пак се покажа и сега. Нели со Кочани, така што веројатно кога ќе се добие таа моќ, луѓето малку се губат. Наташа? Ваше искуство можеби бидејќи долго време ве знаат во Македонија, нели, се соочиле можеби со најразлични ситуации. Што мислите вие на оваа тема? Па секако дека различни ситуации, различни карактери, но сметам дека треба да се пристапи правилно кога ќе дојде одредена ситуација. Да, поделби не ни треба, никогаш. Дали се прашувам, дали требаше да се случи оваа трагедија за да ние се сплотиме. И без разлика дали е во политика, економија, уметност или све. Тимската работа и сплотеноста дава плод во општеството и во секоја професија. Така што јас сум од тие луѓе, поборници, бидејќи и живеев во една земја многу години, која што се вика Америка, каде што навистина луѓето не се делат. Дали по, како што кажа министеров, боја, раса, нација и сето тоа, за да биде една држава успешна и да го следи светскиот тренд во било кој сегмент, треба сплотеност и не треба расизам. Но на жалост кај нас кога ќе се случат лоши работи, тоа го сваќаме. И се надевам дека нема да се повтори ова што ни се повтори, но сите заедно да размислиме. Сепак сме исти и Господ е еден за сите нас. Така. А и сега ќе отвориме една тема со Мери, не знам Роберт дали си слушнал ти за овие термини, јас не сум слушнала за сите, за масажа на стомак сум слушнала, ама другиве не, слушнете и вие. Значи хата јога за жени, мокра хиджама, значи не пижама. Добро. Добро. Значи не е грешка печето. Значи не е грешка. Енергетски масажи на стомак, за тоа имам слушнато и семени констелации, добро. Ова е работите со други луѓе заедно во вашето студио. Да. Може да ни кажете кој за што помага Да. и кој се може да дојде кај вас, со каков проблем или состојба? За хата јога си има посебен инструктор, каде што таа јога е намената за жени, кои што се таму 30, 35, 40, 45. Значи за мене, добро. Немаш 30 уште. Немам 40. Да. Потоа мократа хиджама е она капинг со чашки, тренд е на TikTok, каде што иде крв. Да. Она е многу добра за детоксикација на организмот и например каде што имате не е и каква болка, например грб, пржамо, ржаце, кичма, јас снемува за многу краток период или например главоболки, стрес, несоница. Тоа може и за мажи да кај мажите, да. Значи цели со чаши треба се нарече. Господинот сигурно ја знае, бидејќи кај нив... Користам повеќе од 10 години. Да, кај нив мажите ја прават почесто, например. Таа масажа на 2 месеци некогаш иде кај нив, кај 3, и кај нив е веќе позната, кај нас тек
сега и кај мене на пример родат жените првен и потоа како така прашуваат а може ли да имат партнер, викам и треба, викаме и треба, не дека може и треба. Така. Значи помага тоа и ве рековте ви имате искуство. Секако. Значи помага против стрес. Апсолутно. Прво, нели политиката знае да создава многу голема анксиозност. Да. И мене многу често ми помага за анксиозност. Особено првата ноќ после, да речем, терапијата, спијам како бебе. Меѓутоа, пред 3 месеци... Значи, тој ден пресконференција да се закажуваат. Да, апсолутно, за концентрација. Пред 3 месеци почнав да имам проблем со ишијасот и имало специјална терапија каде што теглите се редат како пирамида. Од половината до таму негде рамењата, да речем. И буквално утредента сабајле ми помина. После отидов, направив и други анализи во болница и ми кажа дека имало одреден оток и се повлекол. Значи, токму хиџамата го повлекува. Така да станува збор за многу здрава работа во суштина, која што не мора да имаш здравствени проблеми за да го правиш. Значи, превентивно. 3 до 6 месеци, или еднаш годишно препорачливо е за да се тргне тие што го прават тоа викат лоша крв, оти кога излегува, така се згустена крв, меѓутоа има огромни бенефиции за здравјето. Сите вела така, мене некако страшно, ама кога ќе го прават, вика, па не е толку страшно како што изгледа. Па не вака кога лежиш на грб, не гледаш, ама фотографијата кога ќе видиш, да, малку изгледа така. Добро, дека самите политичари има колку од вашите пријатели, колеги политичари имаат проблем со некаква анксиозност, без разлика дали во пресрет на некој важен настан или одлука која што треба се донесе или ден-два по назначување на самата функција. Види, психолошки имаме тука и професионалци, анксиозноста до одредена мера знае и да помага. Океј. Оти го крева организмот, го држи пофокусиран, крева динамика и така натаму, меѓутоа кога ова ќе оди над човечкиот потенцијал да се сноси со тоа веќе се претвара во анксиозност. Мене лично, можда понатака има и други техники што ги користам, јас планинарење, возење велосипед и така натаму. Меѓутоа анксиозноста е многу голем проблем, не само за политичарите, генерално за модерниот човек, а претежно заради огромните дози на допамин што ги земаме од огромната количина на информации преку социјалните мрежи и така натаму. Така да во денешно време мора преку вакви техники да се вратиме во тоа што е во суштина. Човекот не е создаден за да прима толку голем број на информации во текот на денот и да се бави со проблемите на целата планета. Како вика психолозите, во суштина индивидуата тој треба да е добар, здрав, психички стабилен, среќен, за да може после да служи и на семејството и на општеството. Значи ви помага, како и да е? Апсолутно. Апсолутно, да. И Наташа, знам дека спортува, дека го сака скијањето. Дали можеби скијањето те помага при такви моменти, ама тоа е во зима, летниот период, пливањето. Не водаски. На жалост, скијањето, како што кажа, е сезонски спорт, но тој е мојот омилен спорт или пасија, да кажам. Скијам од 6 години и уживам во тоа, навистина. И ме држи после понатака во текот на годината, бидејќи не сум човек што понатаму спортува пешачи, морам да признам, или вози точак. Екскјуз е да речам дека немам време, не е точно, едноставно, валјда некој свич не ми работи, дека треба да спортувам. Сакам и пливам нормално летно време, нели, охриѓанка сум, па ние од мали сме научени да пливаме, али скијањето е мојот спорт. Во секој случај, да. Првиот снег се радувам, некако мало дете него. Значи завчера ми одма паметот на ски. Се израдувам многу. Кога беше да, ама недоволно за скијање, да. Среќа, за мене среќа. Скијањето па е еден и тоа е уметност. Јас така го доживувам. Јас сигурно, да. Се бидејќи сум музичар, уметник, се во животот го споредувам со уметноста. Готвењето, сакам многу да готвам, во кујна и тоа е уметност. Скијањето е исто така уметност. Мојот Кај Дракче беше во емисија? Не бе. Ке ти договорим. Да не се секираш хич. И исто и за скијањето, секогаш мојот прв инструктор викаше ухвати темпо, Србија, ухвати темпо, знаеш како, биди Моцарт, сега не може Моцарт на клавир и на ски, али има смисла и логика. Баш е тоа една посебна уметност и
тишината во планината и тие борови, а пред се мислам дека нема почист воздух кога си на планина. Тоа сигурно. Да скијаш и голем адреналин, ние сите бараме каде ни е адреналинот, кој индивидуално е тоа, јас го наоѓам во скијањето. Така. Клавирот ми е професија нормално, тоа ми е вроден адреналин кој што ќе ми биде до крајот на животот, а не верувам дека на 70 години ќе скијам. Така што максимално ќе го искористам периодов додека не се пензионирам од скијање, а почитувам се ова што го говорите и за јога и за тие масажи. Да бидам искрена, ја одам на масажи само тие што се релекс, што би се рекло тегали масерката. Ама може да речем кукавичлуке се плашам од тие тегли или не знам како. Добро, може би да се проба, верувам дека со Мери да се договорите еднаш, па може... Пошто сите тие точки ќе се... Роберт го гледам дека е договорен со Мери. Еве, може, само психолошки да се убедам дека нема да боли. Нема сигурно. Но енергетските масажи на стомак претпоставувам не изгледаат толку, да речам, страшно, ајде како овие со тегли, како што ги рековме, и зашто помагаат? Бидејќи често се таму со притисок. Значи се и тие се болни малце. Не толку. Оние се со притисок, значи не е класично каде што го масираме, него секоја точка 28 се притискаат и луѓето кои што имаат стрес, имаат пулсеви таму. Кај желудникот, например, луѓе каде што медицински се е во ред, но он кога ќе се преврти на стомак, чувствува пулсеви, гадење, болење и се прочистуваат. Или, например, жени каде што имаат болен циклус, проблеми со плодноста исто, и се прочистува целиот тој стомачен дел. И потоа следува звучна терапија, па суви чашки на стомакот. Значи има и на стомак. И се превртува човекот на грб и оди и му се обработува целиот грб со сува хиџама, затоа што ние кога чистиме преден дел оди и во кичмата. И ако го пуштиме човекот така без да му обработиме, например, грб, не сме направиле ништо, само болката од стомакот сме ја пренеле на кичмата. Во стомакот ни се нашите најглавни органи во тој предел и секој наш стрес, лоша мисла ни се собира таму. Така чувствуваме болка. И доколку ние тоа не го сработиме, не го пропуштиме, тоа потоа ние колку и да сакаме да сме позитивни, за да се храни тоа, предизвикува повторно негативни случувања. И имам, например, случај каде што после масажата ќе им се отвори патот, дали за приватен живот, дали за работа, дали ќе останат бремени некои, или ќе се запишат на, например, некој курс, или ќе го завршат што претходно они немале нити концентрација, нити волја, нити сила за, например, тоа. И затоа е таа една така покомплексна каде што, но пак нели човекот стои дека треба да си учи и психологија и потоа да си менува размислување за да не се најде пак во некои такви ситуации и да знае како да го пропушти тоа, таму не знам, да знае да постави лични граници, партнерски однос да построи. Така, значи да направи некој одбран механизам, што би се рекло. Добро. Министре, ќе се навратиме на оно што е дел од вашата функција.
Финансиска помош пристигнува во Македонија и средства за предфинансирање во рамки на инструментот за реформи и раст. Што тие значат за Македонија, за граѓаните? Дали имаме ние некој одбранбен механизам конечно воспоставено кога станува збор за тоа? Прво, само да појаснам за гледачите, станува збор за план за раст кој што во 2023 Европската комисија одлучи да додели 6 милиарди евра за земјите кандидати од Западен Балкан. Од тие 6 милиарди евра, 750 милиони се наменети за нашата држава. Од тие 750 милиони, 52,5 милиони евра од предфинансирањето ги добивме, како што претходно реков, на 18 април. Од тие 52 милиони евра, дел се за директна буџетска подршка, кои преку сметката на Министерството за финансии во Народната банка веќе се префрлени, и другите 2/3 се 1/3 грант и другата 1/3 за заем за проекти. Така да содржината на планот за раст, односно реформската агенда е 136 реформски чекори, односно реформи, за кои што има 244 милиони евра како награда. Во овој план Европската Унија го менува пристапот. Дава одредена реформа која ако успешно се спроведува, следува одредена награда. Во легислативата која што е одобрена постои посебна методологија која реформа со колку се вреднува. Тоа е едниот дел, и вториот дел е 401 милион евра се наменети за инфраструктурни проекти. Ние периодов го затвараме списокот. Има еден список со 22 инфраструктурни проекти во 5 ресорни министерства. Од енергетика, дигитализација, образование, здравство и транспорт. Така да сите овие средства кои што доаѓаат од Европската Унија, од едната страна преку реформите во системот ќе значат подобрување на животот на граѓаните. Само една да споделам, например, до јуни 2025 е предвидено да се зголеми бројот на инспекции на трудовата и пазарната инспекција за 15%. Бидејќи сите овие слабости со кои што се соочуваме и за жал видовме колку се битни и во трагедијата во Кочани, сите тие слабости во системот се детектирани при скринингот и после скринингот тие се преточени во конкретни реформи кои што треба да значат поголема заштита за интересот на граѓаните. Едната компонента и втората компонента преку директни инвестиции во инфраструктурата, како што е коридорот 8, како што е кибербезбедноста, енергетската ефикасност во болниците и училиштата и така натаму, ќе има на некој начин директно влијание врз интересот, односно секојдневниот живот на граѓаните. Така. Сакам да прашам да го искористам вашето присуство околу нешто што е сега актуелно во самата влада, посебно во самата коалиција. Каква е состојбата во Вредик? Има ли распуштање на коалицијата, можеби некаква реконструкција на владата, останувате ли министар на ова место? Што е што Секако мислам дека и премиерот пред 2 или 3 дена објасни дека нема потреба за реконструкција, дека владата е стабилна со неформално двотретинско, формално скоро двотретинско мнозинство, така да нема причина за реконструкција. Тие што се внатрешните прилики во коалицијата Вреди не влијаат врз стабилноста на владата. Тоа што се случува моментално во нашата коалиција, еден партнер почнува да дава предност на партискиот интерес во однос на коалицискиот и ова автоматски ги поместува внатрешните релации. Меѓутоа, преговорите продолжуваат. Се уште нашиот заеднички интерес е поголем од било кој наш индивидуален интерес, бидејќи едно појаснување, коалицијата Вреди се создаде како антипод на ДУИ. А тоа значи антипод на 22 годишното владење со криминал и корупција. Тоа владење, односно ризикот тоа владење да се врати назад е се уште многу голем. И нивното потенцијално враќање не би значило загрзување само на интересот на албанците
во Северна Македонија, туку интересот на сите граѓани. Така да интересот и на коалицијата вреди, меѓутоа и на владиното мнозинство е ова битка да се тера до крај, се додека не се нормализираат приликите. Кога ќе се нормализираат приликите, тогаш дали вреди ќе стане една политичка партија или секоја партија ќе дава предност на нивните интереси, е друга прилика, бидејќи ситуацијата ќе биде друга. Јас сум убеден дека на крај сепак разумот од овој заеднички интерес ќе провладе и дека коалицијата ќе продолжи. Дека ќе продолжи, тоа е сигурно, само не знаеме дали ќе продолжи со 4 или со 5 партии како што беше досега. Така. Една од интересите предоставаме и корупцијата. Еве, и вчера Михали Срокас кажа дека останува корупцијата главен проблем на Македонија. Повторно тоа го потврди и трагедијата, пак ќе кажам, во Кочани. Кои се вашите очекувањата како влада за во иднина околу тој проблем и битката на тоа поле? Мислам дека не само трагедијата во Кочани, сите тие трагедии кои што некако кај нас се случуваат многу почесто од сите земји во регионот, да не одиме подалеку. Значи, се голем аргумент дека овој систем кој што е изграден врз криминал и корупција, наместо систем кој што ќе им служи на граѓаните, за жал е претворен во систем кој што ги убива граѓаните. И мислам дека овој елемент од корупцијата кој што директно го загрозува животот на граѓаните, не мора правилно да го адресираме и да се бориме заеднички. Кога зборам заеднички, не мислам само на политичкиот спектрум позиција-опозиција, меѓутоа за ова ќе треба општествено ние да заземеме заеднички став. Бидејќи директно го загрозува нашиот живот како граѓани, и второ, сите тие финансиски средства кои што треба да бидат наменети за подобри училишта, за подобри патишта, за подобар живот, некако излегуваат од системот и се користат за други цели надвор од тоа што е наменето. Под предпоставка дека ние скоро би го решеле проблемот со бугарите. Владењето на правото ќе биде наша најголема главоболка ако ние сега правилно не ги адресираме сите овие проблеми. Некогаш кога ќе ги почнеме преговорите, не постои поголем ризик за нас од кластерот Fundamentals, основни вредности, бидејќи таму толеранцијата на сите европски земји е нула. И ако ние не ги адресираме правилно сите тие неопходни реформи, тогаш значи дека ќе може ние самите да предизвикаме не само едно, меѓутоа неколку вета кои што ќе бидат многу по-проблематични да се решат. Затоа, колку по-рано тие работи ги детектираме и адресираме и почнуваме да работиме на изнаоѓање на нивно решение, прво тоа ќе го гледат и ќе го осетат граѓаните, а тоа секако дека ќе го олесни нашиот пат кон Европската унија. Добро. Така. На време. Точно на време, кога треба да ги најавиме рекламите, по рекламите се враќаме назад во студиото, со Наташа ќе позборуваме за незиниот живот во Америка, бидејќи имаше и одредени признани и награди што ги доби токму од Вашингтон, и со Мери ќе зборуваме малку за семејните констелации, за машка и женска психологија, така што останете со нас, ќе имаме уште многу интересни прашања, а верувам и одговори од нашите гости. Одиме со реклами.